Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Споменикот на Слободата е еден од објектите за кој општина Кочани продолжува со проекти за обезбедување финансиска подршка за обновување и уредување. При тоа позитивни оценки доаѓаат за заложбите со низа културни настани, што се реализира ова лето. Објектот повторно да заживее. Определбата на локалната самоуправа на Кочани да го оплемени и да го заживее просторот на споменикот на Слободата ќе продолжи во наредниот период, со оглед што тој е влезен во проектите за кои се бара финансиска поддршка. До Светска банка е поднесен проект за реставрација и конзервација на споменикот, што заедно со проектот за уредување на неговата околина би резултирало со комплетно уредена целина. Истовремено, ваквите заложби добиваат и сеопфатна поддршка не само од жителите на Кочани, туку и од гостите и оние кои на специфичен начин се поврзани со овој значаен објект. Од семејството на уметникот Глигор Чемерски, кој е творец на најголемиот мозаичен комплекс на споменикот, а со тоа и на Балканот, оценуваат дека неколкуте културни настани што летово се организираа на споменикот се вистински начин да му се врати сјајот на објектот. Многу позитивно гледам на тие активности. Самата се залагам и учествувам во тој проект со цела свој влог што го имам и интелектуален и емотивен и мислам дека местата како што е овој споменик нудат изузетно многу можности за воиднина, за нови форми на комуницирање и на воопште користење на овој простор кој што има премногу потенцијал. И сметам дека градот Кочани има едно фантастично место кое што може да го користи, кое што инспирира и кое што и местото и градот ќе ползуваат од таа соработка и од одржување на настани тука на овој простор. Чемерска рече дека важно е да се направи целосно обновување на внатрешноста на споменикот, а потоа да се изнајде и начин за заштита и конзервација, зашто таа е подготвена и сама да даде свој придонес. На тоа можам да кажам дека заедно се трудиме да направиме еден проект кој што на подолгорочен план ќе го заживее споменикот, ќе се првично физичкиот простор да се обнови и да се врати во онаа состојба која што е посакувана, па потоа да се стави во некоја ситуација во која што ќе може да се одржува, да се користи, да се вмрежи можеби со други споменици или слични некои културни туристички точки, да постои комуникација, да се маркирани добро, за да може да генерира дури и работни места преку нивна експонација на туристичката, на менталната, на културната, на секаквата мапа на Македонија. Ова лето, по подолг период пауза, на споменикот на Слободата во Кочани имаше културни настани, што придонесе граѓаните повторно масовно да се вратат на оваа локација. Со театарската представа Солун град на духови, потоа дебатата за Европската унија и перспективите на младите, како и дводневната техножурка, се најавува само почеток на реализацијата на заложбите, објектот да биде ставен во вистинска функција. При тоа се најавува дека треба да прерасне во култно место за специфични настани, во кои посебно место би имале младите. Набавката на нафта за затоплување на институциите во општина Виница се уште не е завршена. Со распишаниот тендер за избор на снабдувач се предвидува да се потрошат околу 28.000 евра, со кои освен за образовните институции, ќе се обезбеди нафта и за локалната самоуправа и за општинската библиотека. Во општина Виница во тек е постапката за обезбедување нафта за затоплување на јавните институции што се под нејзина надлежност, а за што беше распишан и јавен повик за избор на снабдувач. Се планира пред престојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта за едно основно училиште, за детската градинка, како и за библиотеката и просториите на локалната самоуправа. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидените максимални потреби изнесуваат 40.600 литри, а за што би се потрошиле околу 1.750.000 денари. Најголеми потреби за течниот енергенс се планирани за детската градинка Гоце Делчев, каде се неопходни околу 18.000 литри нафта. За затоплување на просториите на основното училиште Славчо Стојменски и на локалната самоуправа ќе отпаднат по 10.000 литри, додека за библиотеката се планирани 2.600 литри. Во јавниот повик беше нагласено дека овие количини се максимални, а локалната самоуправа на Виница не е обврзана да ја нарача предвидената вкупна количина за секоја од институциите. Тоа значи дека испораката ќе зависи од потребите на субјектите корисници.
Општината, која се јавува како нарачител на услугата, се обврзува дека плаќањето на испорачаните количини ќе биде во рок од 30 дена по добивањето на блок дотацијата од Министерството за образование и наука и за труд и социјална политика. При тоа, набавката ќе се реализира сукцесивно според потребите на корисниците, зашто до снабдувачот ќе биде поднесувано писмено барање, по кое тој во рок од 48 часа ќе треба да ја испорача бараната количина до крајните корисници. Општинската изборна комисија од Кочани ги спроведува вообичаените активности според календарот за одржување на предстојниот референдум. При тоа се најавува измена на локациите на 3 гласачки места во општина Кочани и едно во општина Чешиново Облешево. Општинската изборна комисија е подготвена за референдумското изјаснување. Оттаму ги подсетуваат граѓаните дека според календарот на активности превршува рокот за пријавување на болните и изнемоштени лица кои сакаат да го искористат своето граѓанско, односно гласачко право во домашни услови. Крајниот рок е до сабота до 24 часот, зашто од Општинската изборна комисија најавија дека до овој термин ќе има и дежурство. При тоа за пријавување неопходна е потребна лекарска документација од лекар-специјалист, но и соодветен документ од Центарот за социјални работи за оние лица кои користат туја нега. Од подрачната единица на Државната изборна комисија во Кочани пак ги известуваат граѓаните дека има промена во локациите на 3 гласачки места. Избирачите кои своето избирачко право го остваруваат на избирачките места 837 и 837/1, што во изминатите изборни циклуси се наоѓаа во населбата Калиманова глава. За престојниот референдум ќе гласаат на истите избирачки места, но тие ќе бидат лоцирани во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Согласно изборниот законник, кој предвидува за едно избирачко место да има најмалку 10 запишани граѓани со право на глас, има промени и во избирачкото место 894 во селото Речани. Таму досега гласаа жителите од Речани и Вранинци, а запишани се само 8 гласачи. Сега, тие гласањето ќе можат да го реализираат на избирачкото место 895 во селото Костиндол. Инаку, на престојниот референдум во Кочани граѓаните ќе можат да гласаат на 63 избирачки места. Во општината Чешиново Облешево пак гласање ќе се спроведе на вкупно 13 избирачки места. При тоа промена има само во избирачкото место 880 во селото Бурилчево. Имено, истото е преместено во училишната зграда во Кучичино. Во општина Зрновци пак нема никакви промени на избирачките места. При тоа, гласањето како и досега ќе се спроведе на 4 избирачки места. Тактичко показна вежба за симулација на пожар се одржа во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Преку симулиран случај на интервенција, надлежните служби навремено реагираа со цел безбедно отстранување на настанатата опасност. Во организација на основното училиште Кирил и Методи во Кочани, а во соработка со територијалната противпожарна единица Кочани и општинската организација на Црвен крст, во просториите на училиштето се одржа тактичко показна вежба за симулација на евакуација и спасување во случај на пожар. На вежбата, преку симулиран случај на интервенција, пожарникарите евакуираа повредени лица во елементарната непогода. Обучени волонтери од Црвен крст Кочани пак укажуваа прва помош на симулирани случаи на повреди. Денес во основното училиште Свети Кирил и Методи се одржа симулација на елементарна непогода, во која што симулација имавме можност да видиме како би ја извршиле евакуацијата на сите вработени заедно со учениците и општо на сите присутни во нашето училиште, за колку време би ја извеле целата таа евакуација, а во сето тоа ни помогнаа вработените од територијалната противпожарна единица во општина Кочани и исто така припадниците на Црвен крст од Кочани. Акцијата се заврши мощно и успешно. Децата беа евакуирани буквално за една минута
надвор од училиштето и беа однесени на погодно место каде што ќе бидат заштитени од секаква елементарна непогода, односно од секаква опасност. Во оваа пригода уште еднаш сакам да упатам голема благодарност до екипата на територијалната противпожарна единица од Кочани, до екипата од Црвен крст Кочани и до сите вработени и ученици во основното училиште Свети Кирил и Методи. Оваа прилика ни беше добар показател за да видиме кои се нашите недостатоци при една ваква не дај Боже елементарна непогода, за да можеме во идниот период да ги отстраниме сите тие недостатоци кои што ќе ги воочиме во текот на оваа вежба. Вежбата имаше за цел да го подигне нивото на подготвеност на персоналот во училиштето и надлежните институции, за во случај на реална ситуација навремено и правилно да се интервенира и пружи помош. Симулацијата беше спроведена како дел од програмата на територијалната противпожарна единица Кочани и истата беше оценета како успешно завршена. Слични вежби во текот на оваа недела беа спроведени и во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци и Раде Кратовче во Кочани. Уште една промоција на Осоговските планини, кои треба да станат балкански заштитен зелен појас, се најавува за викендов. Од Македонското еколошко друштво информираа дека е закажана велосипедска тура, како делот на напорите за подигање на јавната свест за заштита на животната средина. Македонското еколошко друштво во соработка со спортските здруженија МТБ Исток и Москито од Кочани в недела на 23 септември на Осоговските планини ќе го одбележи денот на зелениот појас. При тоа планирано е да се одржи велосипедска тура наречена по патека на железната завеса, која следи некогашната железна завеса низ предел што е живописен спој на природата и историјата. За напладне е планирана и заедничка средба на сите учесници на врвот Сокол, каде тие ќе имаат можност за дружење и споделување идеи и размислување околу иницијативата за прогласување на Осогово за заштитено подрачје. Оваа тура е само една од низата активности за дополнителна промоција на вредностите на Осогово, кои се од национално и европско значење. На собирот ќе присуствуваат и дел од градоначалниците во регионот. Велосипедистите ќе го започнат искачувањето кон врвот Сокол од локалитетот Ајдучка чешма в недела во 11 часот. Нашата земја, како дел од иницијативата Европски зелен појас, трета година поред го одбележува овој значаен ден и ја подигнува свеста на граѓаните за богатите предели, кои што се дел од Балканскиот зелен појас. Иницијативата се стреми кон зачувување на значајните предели во Европа, кои останале недопрени благодарение на намаленото движење за време на студената војна. Еколошката мрежа Европски зелен појас поминува низ 24 европски земји. Дел од Осоговските планини во следниот период треба да се прогласат за заштитен предел и со тоа да се зачува биодиверзитетот на ова подрачје од една страна, како и да се подобри животот на локалното население од друга страна. Обезбедени се нови 1500 пластични столчиња за западната трибина на стадионот Никола Мантов во Кочани. Од фудбалскиот клуб Осогово рекоа дека се работи за донација од Фудбалската федерација, а се работи на неколку други проекти за унапредување на фудбалот кај нас. По подолг период на стадионот Никола Мантов ќе има подновување во поглед на обезбедувањето подобри услови за гледачите. На објектот веќе се донесени нови пластични столчиња како донација, а што е дел од планот за подобрување на инфраструктурните услови. Се очекува во наредните денови да започне монтирањето на столчињата на западната трибина. Од фудбалскиот клуб Осогово велат дека со тоа се остваруваат најавите од минатата година, оти ќе се работи на унапредување на условите за работа, но и за подобрување на условите за посетителите. Градскиот фудбалски клуб Осогово обезбеди 1500 нови столчиња кои ќе се монтираат на стадионот Никола Мантов. Истите столчиња се донација од Фудбалската федерација на Македонија, а се надеваме дека со помош на локалната самоуправа и на комуналното јавно предпријатие Водовод ќе успееме да ги монтираме столчињата се со цел за подобар комфорт на гледачите во наредните неколку години. На западната трибина на стадионот Никола Мантов веќе има околу 500 пластични столчиња што беа монтирани пред повеќе години. Со новата донација практично ќе се обезбедат подобри услови за седење на целиот простор на трибината. Крстевски најави дека во план е продолжување на соработката со Фудбалската федерација на Македонија и дека се преговара за реализација на нови проекти, а за што се бара поддршка и од локалната самоуправа.
станува збор за фудбалско игралиште со вештачка подлога, за кое е потребно да се обезбеди маркица од страна на општината. Истите тие игралишта ќе се даваат на неколку пати од страна на Фудбалската федерација во наредните 3 години по 3 игралишта и се надеваме дека Кочани ќе биде град кој што ќе успее да добие едно од тие игралишта, бидејќи како што знаете, ние сме еден од ретките градови во Македонија кој што има само еден фудбалски терен. Фудбалскиот терен е неопходен пред се за младинските категории, за подобар и непречен развој на фудбалерите. Исто така работиме на проект за промена на подлогата на градскиот стадион Никола Мантов, бидејќи истата има повеќе видови на трева, односно трева која што не е теренска. За да се замени подлогата, неопходно е да се добие дозвола од Министерството за животна средина, пред се да искористиме приликата што овде се Осоговските планини и од самите планини да ги искористиме басените на трева за да ги поставиме на нашиот стадион, бидејќи имаме огромна потреба за подобрување на условите за одигрување на надпревари. Крстевски додаде дека се преговара со комуналното претпријатие Водовод да помогне во монтирањето на пластичните столчиња на стадионот во Кочани. При тоа нагласи и очекува веќе во следното коло кога фудбалскиот клуб Осогово ќе игра на домашен терен, публиката да може да ги користи. Следува информацијата од спортот. Во второто коло, третата фудбалска лига Исток в недела на гостински терен Осогово ќе се сретне со тимот на Рударот Пробиштип. По победничкиот старт во првото коло од третата фудбалска лига Исток, веќе в недела градскиот фудбалски клуб Осогово го очекува нов дуел. На стадионот во Пробиштип со почеток од 16 часот е закажано второто коло од надпреварувањето, каде Осогово ќе се сретне со тимот на Рударот Пробиштип. За пробиштипјани ова би бил прв надпревар во правенството, бидејќи мечот што требаше да се одигра минатиот викенд против тимот на Овчеполе беше одложен. По победата над Кежовица од 1:0 во минатото коло, фудбалерите на Осогово се надеваат на добар настап против тимот на Рудар. Со победа Осогово ќе се искачи скалило погоре на табелата, а низата од 2 победи поред добро би влијаела и на расположението во тимот. По освојувањето на бодовите во првото коло, Осогово се наоѓа на второто место на табелата со ист број бодови со тимот на Малеш од Берово. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.